Па, најтешко е човек сам себе да се оценува, меѓутоа мислам дека со 4 би се оценил самиот, бидејќи све што сум замислил не сум можел да успеам, но сепак 80% од моите програми што сум ги приложувал пред моите сограѓани сум ги остварил. Градот го има истиот лик и облик всушност како и пред 20 години, така да во тој дел не е ништо направено, не е направено ништо во поглед на донесување на инвестиции за да можат луѓето да работат, не е ништо направено во поглед на донесување на услуги кои што може да ги користат граѓаните, буквално во овој период и тие услуги што дотогаш ги користеа од институциите се замени во другите градови, така да не сметам дека таа оценка е заслужувана. Не живеам тука. Живеам во Австралија. Али што имам проживеано, може да кажам. За градоначалникот не можам ништо да кажам лошо. Човекот што може, ќе ти поможе. Законски, ако може, ако не, со здравје. Све е добро, се може ќе биде подобро. Добро, него што било. Ама зошто се плашите да зборите, вие не живеете тука? Ја не се плашам од... Само се плашам од Господ. Од другија од никому не се плашам. Колку сте задоволни од работата на градоначалникот? Па добро, се терат работи, се работат. Има ли млади, останаа ли млади во општина? Па има. Младите по селата се. Си остана неженети само, тоа е. Како се живее овдека? Ништо не можеме да кажеме. Па добро или лошо? Добро. Градоначалникот јас го познав во времето, што викаат, од прсти до глава. Меѓутоа, она што покажуваше во времето, кога агитирапне во ДЕА бевне заедно во партијата, покажуваше знаци дека е многу добар човек, меѓутоа изненадувачки. И чисто, како да ви кажам, чист егоист, исклучив да ги задоволи интересите своји, друго ништо. Вработува ли многу луѓе од ВМРО ДПМН воопшто? Мајстор работува и од едната и од другата страна и да се кандидира како градоначалник, да има шанси од двете страни. Меѓу трети мандат е тоа. За среќа јас можам да се пофалам, тоа ќе го видите и доколку направите анкета, дека сум меѓу ретките градоначалници кои за вработување не бара партиска книшка, гледам професионалци и нашата локална самоуправа, администрацијата е една од најпрофесионалните администрации во локални самоуправи, бидејќи покрај нашата општина што ја обслужуваме уште 6 општини со кои имаме договори, од кои прибираме финансиски средства и тоа покажува дека не е партизирана, туку е професионална администрација. Единствено е главен локален шериф, нормално е градоначалникот и оние што ги држат институциите државни, значи тие буквално располагаат со животите на граѓаните. Буквално животот на граѓаните зависи од локалните функционери во смисол дали се тоа директори на локални институции или пак раководители на подрачни институции кои буквално ги држат во заложништво граѓаните, вработените во смисол на притисоци, посебно за избори или за било што да можат да ги искажат своето мислење, својот став, што впрочем сигурно и го видовте денеска овде.
повеќето од тие невести кои се дојдени од Албанија, 80, последниве 4 години имаат изродено 196 деца, така да и во едно наше село Косово, каде повеќе од 25 години беше затворено училиштето, минатата година има 7 дечина, почнаа да се школуваат, го реновиравме училиштето и почна учебната година за дечината и од село Косово. А за Албанија проектот и сега трае, заинтересирани наши кои сакаат да се оженат од Албанија, правиме средба, најмногу одиме во Корча, каде има таму поп, македонец, кој своето образование го завршил во Скопје и ни помага за контакт така помеѓу младите таму и нашите неженети, така ги остваруваме контактите. Македонски брод обстојувал и ќе остане и оптимист сум дека перспективата на македонски брод е понатака.